Старонагоричане во изминатите години покажа дека успешно го трасира патот на иднината, менувајќи ја личната карта на општината, градејќи модерна и урбана заедница, создавајќи услови за традиционалните стопански гранки, промовирајќи ги своите природни и културни вредности што ги има во изобилство. Општина Старонагоричане завршува 4-годишен инвестициски циклус под раководство на градоначалничката Жаклина Јовановска, во кој се остваруваше визијата за економски развој, јакнење на демократските капацитети, реализација на бројните проекти, социјалната одговорност, транспарентноста и отчетноста. Постигнатите резултати беа препознаени од заедницата, која одлучи и во наредните 4 години да ја даде довербата на Јовановска за да продолжат заеднички да го планираат и остваруваат идниот развој. Како капитални објекти на кои особено беше посветена локалната власт се издвојуваат целосна реконструкција на задружниот дом во село Младо Нагоричане и негова пренамена во модерен туристичко-информативен центар, уреден со средства на ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија-Бугарија, во партнерство со општината Рила, а во вредност од 274.000 евра. Партерното уредување на плоштадот и чешмата пред црквата Свети Ѓорѓи во село Младо Нагоричане, со средства обезбедени од Бирото за регионален развој преку североисточниот плански регион. Во Основното училиште Светозар Марковиќ во Старонагоричане, со грант од амбасадата на Јапонија во висина од 3,2 милиони денари, обезбедено е парно грејење. Во основните училишта Христијан Карпош во село Младо Нагоричане и Христијан Тодоровски Карпош во село Драгоманце извршена е замена на котли за парно грејење од нафта со еколошки котли на пелети преку инвестиција вредна близу 1 милион денари од UNDP и Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија. Подобрувањето на патната инфраструктура е еден од најприоритетните проблеми за секоја општина, а особено за руралните какво што е Старонагоричане. Затоа локалната власт максимално се посветува на изградба и асфалтирање на повеќе регионални и локални патни правци со средства од општинскиот буџет и од државните институции. Меѓу најзначајните инвестиции е завршувањето на реконструкцијата на регионалниот пат Младо Нагоричане Пелинце во должина од 10 километри, а во вредност од 1,2 милиони евра. Средства обезбедени од Државната агенција за патишта. Изградба на втората фаза од патниот правец Пелинце граничен премин Прохорпчински на македонско-српската граница во должина од уште 4 километри, со што комплетно се заокружува проектот и се подобрува комуникацијската врска на општината на регионално и национално ниво, а истовремено се отвораат и можности за економски развој на ова транзитно подрачје. Изградба на пешачка патека за поврзување на централниот дел на селото, од плоштадот до училиштето и градинката во Малото Ѓорговци, во должина од 750 метри, како и детско игралиште во селото Младо Нагоричане, кое е најголемо по површина и население во општината. Отпочната е реконструкција на мостот на реката Пчиња, на регионалниот пат кај село Драгоманце, во кој ќе бидат вложени 41,8 милиони денари, обезбедени од јавното претпријатие за државни патишта. Преку проекти на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, како и сопствени средства на општината, асфалтирани се и локалните патни правци. Арбанашко, Дејловски Преслап во должина од 3,2 километри, за што се вложени 300.000 евра. Локалниот пат Бајловце Цвиланце од 1,7 километри и вредност од 200.000 евра и патниот правец Старонагоричане Горна Мала Бели Грамаде во должина од 1,10 километри, а вреден 6 милиони денари. Со проект на Министерството за финансии и Светската банка, целосно е завршена изградбата на патот до Малата Еребичанци во село Младо Нагоричане, каде за 1,2 километри се вложени 130.000 евра, како и патот за Вујевци во должина од 600 метри и вредност од 60.000 евра. На листата на реализирани проекти од патната инфраструктура се наоѓаат и изградбата на Малски пат во Малата Брадиновци во село Младо Нагоричане, долг 645 метри, за кој инвестицијата изнесува околу 5 милиони денари, обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој преку североисточниот плански регион, а отпочната и изградбата на патниот правец од село Драгоманце до Драгоманце Старо село, во должина од 2 километри, за каде се обезбедени 9 милиони денари од владата на Република Северна Македонија.
Развојот на патната мрежа продолжува со подршка од Бирото за рамномерен регионален развој, преку која заедно со општината е изработена техничка документација и реконструкција на патот од А2 кон Мала Джипунци, каде се вложени околу 6,5 милиони денари во нови 1,2 километри асфалтен пат и за Малскиот пат во село Пиленац во должина од 500 метри и со вредност од околу 3,6 милиони денари. Од овој фонд на средства наскоро се очекува и отпочнување на реализација на проект за реконструкција на патот од Попчевци кон Богдановци во село Староногоричане, во должина од 750 метри, за што ќе бидат инвестирани околу 5 милиони денари. Истовремено со средства од буџетот на општината и од јавното претпријатие за државни патишта, обезбедени се дополнителни 3 милиони денари за реконструкција и тековно одржување на локалните патишта. Со сите овие вложувања се менува урбаниот лик на Староногоричане, но паралелно се инвестира и во водоводната и канализацијската мрежа, како еден од врвните приоритети на општината. Со сопствени средства изработен е бунар за водоснабдување на село Драгоманце, а со буџет од 800.000 денари извршена изведба на истражно-експлоатацијски бунари во рамки на хидрогеолошките истражни работи за реконструкција на постоечки водоснабдителни системи во село Никулјане, Драгоманце, Облавце и Мала Тајребичарци во Младонагоричане, како и реконструкција на дел од потисниот цевковод во село Алгуња. Во исто време, веќе се работи и на проектот за реконструкција на водовод во село Младонагоричане, за кој се обезбедени 10 милиони денари од Министерството за транспорт и врски. Инвестицијската офанзива на Староногоричане не завршува тука. Со проектот на Светска банка и Министерството за финансии се инвестираат 100.000 евра и во осовременување и зголемување на капацитетите на Козјак, поточно за набавка на градежна механизација и приклучни машини, како и 30.000 евра за набавка на теренско возило за потребите на општинските служби при обслужување на населението и инфраструктурата во планинските подрачја. Општинската администрација, која предходните години работеше посветено, но во скромни услови, наскоро ќе добие и современ објект во кој ќе бидат вложени околу 2,5 милиони денари средства од Бирото за рамномерен регионален развој, а обезбедени преку североисточниот плански регион. Веќе е изработен основен проект за реконструкција на старата амбуланта и нејзина пренамена во противпожарен дом со 550.000 денари обезбедени од UNDP, кој служи за ефикасна заштита на огромното шумско богатство на Староногоричане. Преку донација набавено и противпожарно возило и опрема за потребите на противпожарната бригада, формирана од општина Староногоричане. Заштитата на животната средина и природата е еден од приоритетите на општината, за што се направени првите чекори кон организирано собирање и третман на комуналниот отпад со помош на UNDP и Министерството за животна средина. За таа цел, набавени се 2 камиони за собирање на смет со капацитет од по 4 метри кубни, додека третиот камион е со капацитет од 8 метри кубни и обезбеден преку донација. Набавени се повеќе контејнери кои ќе бидат поставени на повеќе локации во општината. Велат дека тимот кој бележи резултати и успеси не треба да се менува. Така одлучија и жителите на Староногоричане, повторно ја дадоа довербата на досегашната градоначалничка Жаклина Јовановска. Изминатиот период работевме посветено и пожртвувано за изградба и развој на нашата општина, што резултираше со новоизградени објекти, нова инфраструктура, подобри услови за живење. И во наредниот 4 годишен период ќе продолжиме да работиме уште попосветено за да оствариме континуитет во зацртаните цели и да обезбедиме нови можности за идните генерации. Ке продолжиме да инвестираме во патната инфраструктура и во водоводната мрежа. Ке ги подобруваме капацитетите за образование, ке ги возобновуваме туристичките потенцијали и културното наследство на што сме особено горди. Меѓу приоритетите ке биде и локалниот економски развој, создавање услови за привлекување на нови инвестиции, отворање на нови работни места. Наша цел е да ги задржиме младите во општината и за нив да обезбедиме иднина, а тие да бидат двигател на позитивните промени. Ке создадеме еднакви можности за сите, особено за ранливите групи. Ке ја јакнеме меѓуетничката заедница, ке ги развиваме врските со заработниците и пријателите.
Општина Старо Нагоричане заслужува транспарентна, одговорна и активна локална заедница која ќе биде пријатно и убаво место за живење за сите жители. Може би Старо Нагоричане е мала општина по број на жители, но е единствена по многу нешта. Рустикалниот амбиент, мирот и тишината, спојот на традицијата и современоста не може да се сретнат на ниту едно друго место. Секој што ќе дојде еднаш опиен од убавината на спомениците на културата, историјата и природата, на добронамерните жители, секогаш одново ќе се навраќа. На распосланата зелена почва на падините на Козјак планината се наоѓаат 39 населени места, во кои во традиционално добри односи живеат и битисуваат македонци, срби, роми и други етнички заедници. Старо Нагоричане со право го нарекуваат природен и културен музеј. Овде се наоѓа 4 милениумски старата и една од најзначајните светски обсерватории Кокино, која ве навраќа во минатите времиња и ве носи кон иднината. Ова е местото со дури 43 археолошки наоѓалишта, 14 некрополи, 6 археолошки објекти и 2 осамени наода, кои говорат за долговековното постоење и развиената цивилизација. Сакралноста ја откриваат во црквите Свети Ѓорѓи Победоносец од 13 век, во Света Петка, во манастирите Забел и Карпино, а монументалноста и автентичните ресурси ќе ве однесат до Костоперската карпа, Зебрњак, геотермалната бања Старновац, но и до меморијалниот центар Пелинце, кој сведочи за создавањето на самостојна и суверена македонска држава. Старо Нагоричане се споменува уште во стариот турски дефтер од 16 век, како голема нагоричка нахија и главна сообраќајница, каде преку Пчиње и Криварека се вкрстувале патиштата на Нагоричкото плато, од каде почнал и развојот на целиот североисточен регион. Жителите од Козјачкиот регион ќе се вложат себе си во бескомпромисната битка за слобода во Втората светска војна, предводени лично од командантот Христијан Тодоровски Карпош. Во Козјачкиот регион ќе се донесат и најзначајните историски одлуки за Македонија на првото заседание на Асном во манастирот Прокор Пчински во близина на Пелинце. Старо Нагоричане продолжува да се развива и гради како крстопат каде се среќаваат минатото и историјата со иднината и современите текови на живење. Новите општествени појави диктираат и нов начин на живот. Големата здравствена криза го направи Старо Нагоричане атрактивно и посакувано место за живење. Во изминатите 2 години на подрачјето на општината се формирани повеќе викенд населби и изградени се нови куќи од жители на Куманово, Скопје или од странство. Богатото наследство е обврска ова единствено место да биде значаен центар со визија, стратегија и проекција на идниот развој. Локалниот економски развој со сите потреби и специфичности на подрачјето ќе се темели на значајни чекори за јакнење на локалните капацитети и можности за жителите преку долгорочен, континуиран и сеопфатен процес кој влијае на сите аспекти на животот. Старо Нагоричане продолжува цврсто по патот на новите перспективи и ставање на своите потенцијали во функција на севкупниот развој и доброто на Старо Нагоричане.